Добро вечер сега на сите. Гледам уште луѓе во waiting room, меѓутоа да не им одземаме од времето на ние што на време се приклучува, значи почнуваме веднаш. Прво добро вечер на сите, навистина ми е драго што ве гледам во толку голем број, уште многу луѓе постојано се вклучуваат. Денеска имаме интересна тема да поразговараме со вас. Тема која е доста актуелна во последнава година, може би последнава неколку години, меѓутоа се актуализираше пред 2 години. Односно вештачка интелигенција, како AI ќе ги трансформира работните позиции во наредните 5 години, тоа што сакаме денеска да го поразговараме. Моето име е Петар Ниновски, јас сум основач на Brainster, основач на Next и заедно со моите драги соработници Александар Клаш, Викторија Дамчевска и Јана Тодоровска ќе поразговараме за тоа како да се подготвиме за оние промени што ги очекуваме и како тие промени да ги искористиме во наша корист во наредните години. Сега како ќе се одвива целиот мастер-клас? Ќе започнам со многу кратка презентација, ќе се обидам во 20 на минути да поминам неколку важни работи поврзани со вештачка интелигенција, односно ќе пробаме да најдеме да го дефинираме терминот за вештачка интелигенција. Ќе пробаме да објасниме кои се оние можни сценарија како вештачката интелигенција ќе ги промени работните позиции во блиска иднина, тоа е во наредните 5 години и каква очекуваме да биде интеракцијата помеѓу човек и вештачка интелигенција. За на крај заедно со моите соработници, со моите колеги да поразговараме за што е тоа што ние треба да го направиме како луѓе и вие да го направите, не со цел да се подготвиме, да ги пречекаме тие промени подготвени. На крај, кога завршам со мојата презентација, ќе им дадам збор на моите колеги, а после тоа на крај ќе имаме простор за прашања и одговори. Колегата Вилијам ќе ви испрати на чет, ќе ви испрати линк од Interrupt апликација за да нели можете да ги поставите таму прашањата. Значи, пред да започнам со официјалниот дел од презентацијата, прво би сакал да се обратам за две работи. Првата работа е сите оние што пробуваа летово, што се обидуваа да се запишат на некоја од нашите академии летово, као што сте веќе свесни, нашите уписи беа затворени во претходните месеци и пол-два. Беа затворени бидејќи во мај и во јуни имавме огромен наплив на апликации, над 3100 апликации, заинтересирани луѓе за академија, едноставно немавме место на академиите, меѓутоа за оние што чека и за оние што ни се јавува постојано, би сакал да ви соопштам дека од петокот веќе апликациите повторно, аплицирањето за Brainster е повторно овозможено и сигурно ќе биде отворено во наредните 4, можеби 5 недели. И тоа е првата работа. Втората работа за која сакам да ви се обратам е прво многу да им се заблагодарам на нашиот тим за партнершипс, меѓутоа пред да ви кажам што е тоа што они го постигна, прво да ви кажам многу накратко што е тоа што го работат они. Значи тоа се тим на луѓе кои соработуваат со партнерските компании, со компаниите во две насоки. Едната е вработување и пракса за нашите студенти и од факултетот и од академиите, а другата насока е да ни обезбедат да работиме на реални проекти, односно студентите да имаат шанси да работат на реални проекти. Дечки, ви се заблагодарувам многу во името на целиот тим, во името на студентите, на партнерите. Претходниот месец имавме рекорден број на вработување и пракси во еден месец. 59 вработување и пракси во еден месец. Тоа е рекорд од самото основање во 2015 година до денес. Навистина, кога го започнувавме Brainster во 2015 година, не ни можевме да замислиме дека можеме да имаме дури по скоро две вработувања на ден. Така да честитки тим, секоја чест за ова. Сега пред да почнам со презентацијата, уште ова, оние што ќе успееме да им го задржиме вниманието до крај, тоа е наша работа секако. Ќе имаме изненадување, ќе ви го сообштам подоцна. Сега, ајде да почнеме од онаму каде што сите очекувате да почнеме. Најмногу прашања имавме, односно наједноставното прашање најчесто ни се поставуваше во изминативе денови, односно што е вештачка интелигенција.
Да пробам од неколку перспективи да ви објаснам што е тоа што е вештачка интелигенција. Едноставно кажано, вештачката интелигенција е машина која имитира човекова интелигенција. Односно се работи за наука и инженерство за создавање на интелигентни машини кои го симулираат човековото однесување и постојано се прилагодуваат на нови информации со цел да извршуваат задачи кои обично, односно традиционално се барало когнитивни способности, човечки когнитивни способности. Меѓутоа, ова е сложена дефиниција, ова е дефиниција што најчесто можете да најдете по книги, меѓутоа инспириран од еден наш колега, професор на факултетот, ова го украдов од него, и му објаснуваше на студенти ако тоа што концептот кој го објаснувате не го разбере 10 годишно дете, најверојатно ни вие не го разбирате доволно. Така да пробам да од нова перспектива, односно како би го објаснил што е вештачка интелигенција на 10 годишно дете. Според мене треба биде разбрано како ново дигитално суштество кое на нас луѓето ќе не придружува низ годините и ќе ни помага во завршување на едноставни и посложени активности. Значи, ново дигитално суштество, замислете го суштество што ќе седи тука до нас и кој ќе ни помага во извршување на едноставни и малце посложени активности. После тоа ќе ви кажам неколку примери како јас користам во моментов вештачка интелигенција. И доколку вака ја разбереме таа дефиниција, според мене е доволно точна, не е научно точно, меѓутоа е доволно точно за да ја користиме, и ако ја разбереме вака, ќе ја разбереме и потребата зашто треба брзо да почнеме да учиме за вештачка интелигенција или зашто треба уште утре да почнеме да користиме алатки за вештачка интелигенција за да бидеме подготвени, односно да бидеме конкурентни на пазарот на труд утре. Прво, значајно е многу да збориме на оваа тема, затоа што во наредниве 5 години, сакале или не, во наредниве 5 години секоја индустрија, без разлика дали се работи за образование, здравство, производство, агрикултура, компании за производство на софтвер, дигитални агенции, you name it, ќе подложат на огромни промени поради вештачка интелигенција. Во оваа голема трансформација, образованието овој пат ќе одигра многу важна улога, можеби и најважна улога, бидејќи треба да им помогне на луѓето да се адаптираат и на компаниите да се адаптираат во оваа драстична и револуционерна промена. Затоа би сакал оваа прилика да искористам и да им се обратам и на луѓето кои се дел од други формални и неформални образовни центри, од факултети и неформални центри, дека веќе мали подобрувања не се доволни, туку сега треба да направиме големи драстични подобрувања, бидејќи овој пат во оваа трансформација образованието ќе има огромна улога, така да земете го ова во предвид. Сега пред да навлезам во детали, би сакал да започнам со неколку размислувања, тези, како сакате да замислите си. Земете едно пенкалце, ливче или запишете си на компјутер, чисто овие 4 размислувања, 4 тези, можете подоцна вие да си ги доразмислите, да си дадете вие логика на нешто. Значи, прва работа, вештачката интелигенција нема да ги замени луѓето, туку луѓето кои имаат AI вештини, ќе ги заменат луѓето кои немаат AI вештини и кои не користат AI алатки. Ќе го повторам ова. Значи, нема да дојде вештачка интелигенција, барем во наредните 15-20 години да не замени нас, туку луѓето кои имаат познавање од вештачка интелигенција ќе бидат поконкурентни од луѓето кои немаат познавање од вештачка интелигенција и кои не користат алатки за вештачка интелигенција. Значи, тоа е првата теза, размислете се и вие. Втората теза е дека во иднина, ова е многу важно да го разбереме, во иднина, според мен, AI ќе си завршува своја улога, еден тип на активности, луѓето ќе завршуваат друг тип на активности и заедно луѓето и вештачката интелигенција ќе завршуваат задачи, активности кои ниту едните, ниту другите не можат сами да ги завршат. Че ќе го повторам ова. AI ќе се земе својата улога, односно ќе биде задолжено за еден тип на активности, луѓето ќе бидат задолжени за друг тип на активности и заедно во спој
ке работат работи каде што ниту едниот, ниту другиот нема да можат самостојно да ги завршат. За да размислите и на оваа теза. Четврта работа. Што и да работите, тоа е трета работа, извинете. Што и да работите во моментов, AI ќе трансформира вашата работа. Што, дали сте банкар, дали работите како наставник, дали работите како програмер, дизајнер, не е важно. Ќе направи трансформација за вашата работа. Затоа е важно да одвоите барем неколку сати во текот на неделата и да почнете да се едуцирате на тема И четврта работа. Дечки, не грижете се, значи се ќе биде во ред, само ќе биде различно. Чисто да ви кажам дека јас сум на страна на оние кои во помалце барем се плашат каде би не однело ова со вештачката интелигенција и во право сте дека треба да се плашите, меѓутоа како луѓе нас одбремен механизам, односно дефолтна ситуација ни е да не сакаме промени. Најверојатно се плашиме од промените. Чисто да ви кажам за трансформации, големи револуцијски промени кои се случиле поради технологија во изминатиот век и нешто повеќе, не знам, да почнеме од парни машини, да почнеме од автомобили, од компјутери, од персонални компјутери, од интернет и вештачка интелигенција. Сите овие што ги спомнав работи се промени, значи разлика од едната страна е старата ера, од другата страна е новата ера. Секогаш имало луѓе и тоа поголемиот дел од луѓето се плашеле за што ќе ни донесе новата ера, меѓутоа посебно секој овие големи трансформации до интернетот е последната таква трансформација, секогаш било подобро во новата ера. Навистина треба да очекуваме дека и овој пат ќе биде подобро, меѓутоа ќе биде различно и треба да се прилагодиме на тие промени. Сега следното што сакам да ви го презентирам и ќе се обидам да ви го нацртам ајде да размислиме кои се оние 4 аспекти како вештачката интелигенција и човековата интелигенција, односно човекот ќе работат заедно, односно какви тупови на интеракција можеме да очекуваме помеѓу интеракција нормално помеѓу AI, помеѓу бот, помеѓу машина и помеѓу човек. Така да ќе се обидам да ви нацртам. Ова се гледа, така? Да, окей. Значи, вака, значи, кои се, како што кажав, ќе зборнеме на кратко за кои се оние 4 интеракции, односно 4 можни соработки помеѓу човек и AI. И поделиме во 4 квадранти. Значи, првиот тип на соработка, не ми замерувајте за цртањето, ќе пробам да биде барем разбирливо, не мора да биде убаво. Првата интеракција очекувана е вештачката интелигенција работи зад сцената, додека луѓето се во главната улога. Како би можеле да го нацртаме тоа? Значи, луѓето се во главната улога, додека вештачката интелигенција е машината која работи во позадината и им помага на луѓето. Значи, значи, првата интеракција работи за сцената, главната улога има човекот. Ќе разговараме после за секоја од овие поделби, така да дозволете ми прем да ги поминеме сите можни интеракции. Следната можна интеракција помеѓу човек и машина е вештачката интелигенција како личен асистент на луѓето. За ова претпоставам ќе бидете најмногу возбудени и претпоставам дека ова е тоа што прво сте почнали или ќе почнете да го користите и ќе ви кажам неколку примери за како јас како CEO го користам ваков асистент кој ми помага во секојдневните обврски. Значи, човекот ќе има главната улога, а AI ќе биде како асистент.
Следната интеракција е вештачката интелигенција како соработник на човекот. Значи, човекот заедно со вештачката интелигенција. Ова е она што ви го објаснав преска, дека машината AI, вештачката интелигенција, ќе има одредена улога, одреден тип на активности, човекот ќе има друг тип на активности и заедно ќе може да работат работи кои ниту едниот, ниту другиот може да ги заврши. И последниот е AI, каде што AI работи без човечка подршка. Ако се прашувате дали треба да има ваков квадрант, каде што human ќе работи без подршка на вештачка интелигенција, мислам дека нема, така да сега мислам дека нема такво сценарио, така да сега ќе го ставиме на страна. Ќе го исклучам сега за момент ова, за да можам да ве гледам, па пак назад ќе се вратам, ќе ви го на истовот. Значи, ајде да ги поминеме едно по едно да ги гледаме. Значи, првиот дел, нели што ви го објаснав е комуникација, односно соработка, главната улога има човекот, а во позадина работи вештачката интелигенција, на првиот квадрант што ви го објаснав. Значи, што значи тоа? Ќе ви кажам неколку примери кои во моментов се користат. За еден пример од нив имам и директно имам познаници кои го работат, така да ќе можам многу малце да ви откриам, меѓутоа ќе ви откриам нешто. Значи, првиот пример е пример во медицина. Докторите се главна улога и најверојатно што долго време ќе останат тоа да го прават и ќе донесуваат конечната одлука. Оние ќе имаат, докторите ќе бидат контактот со пациентот, тие ќе даваат човекова грижа, меѓутоа вештачката интелигенција може многу да помогне во диагностицирање на болести и на времено откривање на рак. Например, ова медицинска апликација постои веќе неколку години. Година за година станува подобра и подобра. Во моментов се работи за медицинска апликација поддржана од AI, кој користи, кој чита снимки, рентген снимки и кој може во моментов да даде многу поголема точност од доктор, многу поголема точност од доктор. Може во моментов да направи многу повеќе снимки, ако на човек му треба диагностика, на доктор му треба да направи диагностика неколку минути, на ботот му треба помалку од една секунда. И исто така може да работи 24/7. Меѓутоа не може сам да носи одлуки. Затоа викам, овој тип на интеракција е каде што вештачката интелигенција работи зад сцената, а луѓето се во главната улога. Значи, што прави докторот? Докторот ги презима тие диагностики од вештачката интелигенција, ги потврдува и подоцна носи одлуки што ќе прави понатаму со пациентите. Уште еден пример. Луѓето ќе продолжат да градат, да изработуваат, да го смислуваат просторот во кој живееме, меѓутоа во моментов има апликации, AI апликации кои генерираат архитектонски цртежи, архитектонски решенија, на кој начин функционираат. Пробав пред некој ден едно вакво решение. Како инпут, како влезни информации му давате простор, му давате правила, закони за градба на таа локација, му давате ограничување, му давате со промптови се дополнителни информации како сакате да ви изгледа просторот и ви генерира 10-20 решенија за буквално неколку минути. Па вие како архитект можете да одберете едно или неколку од овие решенија, може да одлучите повторно да ги комбинирате и на крај да донесете последната одлука. Меѓутоа, замислете го архитектот кој користи алатки за вештачка интелигенција и оние кои не користат сега во моментов алатки за вештачка интелигенција, колку би биле помалку конкурентни на пазарот. Алатките може да помогнат на програмери на софтверски тестери, тоа во моментов го изучуваме на Академијата за софтвер тестинг и за програмирање, каде што може значително да го заврза процесот на програмирање, каде што вештачката интелигенција може да земе дел од кодот, да создаде дел од кодот, дел од тестовите, а луѓето да се фокусираат на покомплексни и покреативни аспекти од проектот. Чисто за информација, во моментов, ова е според мене, меѓутоа има некои
ресурси на интернет за ова. Джуниор софтверски инженер кој денеска излегува од академија, да речеме, има познавање како mid-level програмер пред 5 години, да речеме пред mid-level, да речеме некој што работи помеѓу 2 и 3, 4 години како програмер. Значи сега човек кој излегува на пазар на труд со помош на овие алатки, споредено со пред 5 години има многу повеќе има поголемо знаење. Значи ова е првиот тип на интеракција. Вештачката интелигенција работи зад сцената, а луѓето се во главната улога. Кој беше втор тип на интеракција? Human плюс E, односно вештачката интелигенција работи како личен асистент на луѓето. Дозволете ми да ви кажам една алатка која јас во моментов ја користам како CEO, буквално на дневна основа користам вештачка интелигенција со одредени алатки, значи human плюс асистент. Замислете го како да си имате до вас асистент. Со тој асистент можам да заменам еден навистина значаен дел од моите мануелни активности, како враќање и пишување на драфт мейлови, анализирање на податоци, закажување на состаноци и слично. Ќе ви кажам еден пример. Има една алатка која се нарекува Superhuman. Не знам дали ја сретнал некој од вас, ја препорачувам да ја погледнете. Меѓутоа, пред да ви кажам што таа алатка прави за мене, чисто да ви кажам, дневно добивам отприлика по 100 мейлови, да пробаме да направиме некоја калкулација за да направиме да видите колку всушност време ми заштедува таа алатка. Дали го гледате ова? Да, предпоставувам да. Океј, значи дневно во просек ми пристигнуваат по отприлика, чекам да го извршам да не ви пречи, дневно ми пристигаат отприлика по 100 мейлови. Ова алатка го прави следното, фантастично. Таа алатка има пристап до моите мейлови и од 100 мейлови го прави следното. Вика, овие 70 мейлови нема потреба да враќате на овие мейлови и сам носи одлука дека не треба да враќам. За овие останатите 10 мейлови не можам да ги ставам во категорија провери ги и кажи ми, ако му дадам фидбек назад на асистентот, ќе научи за буднина дека таков тип на мейлови треба да враќа или не треба да враќа. А останативе 20 или 30 мейлови ќе ми напише драфт мейл, порака што треба да ја вратам, јас само ја едитирам и ја враќам назад. Во сати што значи ова? Например, ако трошам дневно прилика по 2,5 часа на мейлови, ова ми заштедува по сат и пол, буквално по сат и пол, затоа што го мерам и сат и пол на ден, така? 5 дена во неделата ќе дое 7,5 часа, така? Ако 7,5 часа го помножиме по колку недели, по 52 недели има во годината, ќе го заокружам на 50, ми да полесно да израчунам. 7,5 по 50, 5 по 7, 35, 375, значи 375 часа годишно. Ако 375 го поделам на 8 работни сата да го земам, само моци ќе ми биде потешко, негде од прилика 40 ќе ми биде, така? 4 по отприлика 45. Значи замислете, дечки. 46,8. Него пресната ми помогна со Digitrон, морам да признам, ама доволно точно е да го заокружиме на 45, фала ти Вилијам. Значи 45 денови во годината заштедувам само што ја користам оваа алатка. Сега, што можам да направам со овие 45 дена? Ајде да го размислиме ова. Како CEO можам да се фокусирам на работи кои, активности, проекти кои носат поголема вредност за студентите. Можам да се фокусирам на one-on-one со моите колеги, за да работам со нив, за они да станат подобри, на коучинг, менторинг.
можам да се фокусирам на покреативни проблеми и решенија, можам да се фокусирам на тренинзи, можам да одвојам време да се подготвувам за вакви настани како овој, за вакви мастер класи, да можам она што нели го учиме во Brainstar да го пренесам до поголема група на луѓе. Значи, ова е тоа што предпоставувам не за 5 години, туку за 2 години, мислам дека нема човек што нема да го користи. Така да ова е тој тип на интеракција помеѓу вештачка интелигенција и човек, каде што вештачката интелигенција ќе чуваме, ќе користиме како наш помошник. Ова е оние што ќе се бават со професии во насока на дизајнирање, програмирање, маркетинг, UX. Предпоставувам ова е таа интеракција што најчесто ќе ја користи. Зашто замислете, не мора да сум попаметен од другите CEO-овци, меѓутоа имам 45 дена повеќе во годината од оние што не користат вештачка интелигенција. Тоа значи дека сум веќе во конкурентска предност пред нив. Сега, замислете вештачката интелигенција, да речеме, за други професии, за маркетинг, како што знаете, оние што работат во маркетинг, ова го знаат, оние што не работат, им го објаснам, значи маркетерите од време на време треба да носат различни шапки, во зависност од каква улога се наоѓаат во моментот. Значи, треба да знаат аналитички вештини, треба да знаат да работат со податоци, треба да знаат да пишуваат контент, копи, треба да бидат креативни, треба да бидат аналитички и така натаму и така натаму. Меѓутоа со AI што можеме да направиме? Да речеме, ако сме од луѓето кои се нели покреативни луѓе, можеме да го вработиме AI да биде наш асистент, каде што ќе ни помага со еве ти ги податоците, провери ги и кажи ми што гледаш, за да можам јас како маркетер да носам паметни решенија based on базирани на податоците. Така да можам да го вработам во одредени работи, во одредени делови вештачката интелигенција таму каде што ја не сум природна добар во овој случај. Истото и за UX, да речем, исто така и UX дизајнерите работат многу различни улоги кога прават едно UX решение. Треба да знаат бихевиорална психологија, бидејќи треба да знаат како да го разберат човекот, треба да знаат истражување на пазар, бидејќи треба постојано да прават истражување на пазар, треба да знаат да дизајнираат, треба да знаат да работат со бројки и така натаму и така натаму. Во моментот со помош на вештачката интелигенција ќе можеме да земеме повеќе типови на задачи. Значи, овој тип на соработка помеѓу вештачката интелигенција и човекот, значи вештачката интелигенција, на втор квадрант што работи како личен асистент на луѓето, е тоа што најчесто ќе ја користиме барем луѓето во оваа професија. Сега замислете маркетер со AI, значи супер маркетер. Значи маркетер кој постојано користи AI. Замислете во каква конкурентска предност ќе бидете пред останатите. Следниот тип на соработка е нешто што го нацртав во третиот квадрант доле, десно, каде што вештачката интелигенција и човекот работат како соработници. Во овој дел, како што ви кажав и претходно, една категорија, еден тип на активности ќе ги завршува вештачката интелигенција, друг тип на активности ќе ги завршува човекот, а заедно ќе завршуваат активности кои не може ниту едниот ниту другиот да ги заврши. Ќе ви кажам еден пример, за жал нема да можам многу да ви откријам овој пред, што ви спомнав дека ќе ви го кажам. Пријатели работат на една фантастична AI, на фантастичен AI продукт во делот на supply chain management, на управување со залихи. Пробам да не давам многу информации, меѓутоа ова мислам дека можам да го спомнам, за и продавници кои во позадина имаат и магазини со сток, со залихи. Значи, што прави вештачката интелигенција? Вештачката интелигенција постојано го мери однесувањето на корисниците, колку нарачуваат, во кој дел од денот, во кој дел од годината, какви производи и така натаму и така натаму. Исто така ги контролира и залихите што ги има на сток, меѓутоа исто така се поврзува и со дистрибутери. На таа интернет продавница има стотици дистрибутери кои нели го снабдуваат интернет продавницата. Вештачката интелигенција се поврзува и со нив и тоа што го прави е одлучува, односно дава препораки, не одлучува, туку дава препораки кои работи кога да се нарачаат за најдобро што може да се оптимизира транспортот, односно како може да речеме во наведници еден камион да помине
и да собере да направи оптимизиран транспорт. Предпоставувам ви објаснив на кратко, ако нема вештачката интелигенција, ако нема оваа апликација, ќе треба десетици луѓе да прават досадна работа, на овој начин луѓето кои донесуваат одлуки, ги гледаат препораките на вештачката интелигенција, ги менуваат, носат одлуки и така натаму. Значи на овој начин ние ќе можеме, нели, да се замениме делот, да автоматизираме делови од работата, целосно да автоматизираме исто така делот од работата и на овој начин да не се зголеми ефикасноста и квалитетот на сработеното и да не се зголеми задоволството, бидејќи ќе остане за нас да ги работиме оние работи кои за нас се најинтересни. Стигаме до четвртата интеракција, односно вештачката интелигенција што ќе носи целосно сама одлуки и до сега се веруваше дека во овој дел каде што нели AI работи самостојно, најчесто ќе се применува прво за во ограничени сценарија каде што е доста репетитивен процесот и нема неочекувани промени, меѓутоа од друга страна науката ни покажува нешто различно, дека се користи и за многу посложени операции. Еден пример ќе ви покажам многу на кратко видео, ќе ви уклучам. Инспириран сум бидејќи еден пријател пред кратко се врати од Сан Франциско, предходно ми покажуваше од оние робот такси, Waymo, не знам дали сте слушнале за нив, каде што буквално без супорт од човек влегуваш во автомобил кој нема возачите носиот едно на друго место. Многу кратко ќе ви покажам како функционира ова. Ставам го гледате скринот, така? Да. Technology is just a show. So one can be forgiven for not being able to distinguish fact from fiction. Take this car, for example. Can it drive autonomously or not? The short answer is absolutely. That was Shweta Shrivastava, Senior Product Lead for Driving Behavior at Waymo. What you're looking at is the Waymo driver in action. Adapted for a variety of vehicle platforms, it is the most advanced, fully autonomous. Ни одземам многу време, ќе го погледнате видеото, ќе го испрати колегата Вил во линк, меѓутоа ова не е тест, ова е нешто што функционира во моментот, ова е нешто кај што можете да отидете и да отидете од една страна во друга страна во градот, каде што има и доста неочекувани работи, не е репетитивно сценарио, веќе со полна парија се користи вештачка интелигенција. Ова според мене, предпоставувам има и други посложени операции, меѓутоа ова според мене е во реалност најсложената апликација што досега сум ја видел. За жал не сум се возил се уште во вакво такси, меѓутоа би отишол до Сан Франциско само за да свртам еден круг со без возач. Океј, така да ги поминавме четирите сценарија, според мене не би навлагал во делот на дали може човек самостојно да работи. Предпоставувам буквално сите работни позиции што може да ги замислите ќе бидат работни позиции каде што можат на еден или на друг начин да бидат поддржани од вештачка интелигенција. Сега, што можеме да очекуваме во иднина, во наредните 5 години? Значи, прва работа, ова е не во 5 години, во наредната година, 2 или во моментов веќе ја користите. Секој од нас ќе има свој персонален асистент, независно дали работиме како предприемач, артист, маркетер, програмер, новинар, јутубер. Секој бренд, секоја фирма и секој човек ќе има свој виртуален асистент. По-ново во последнава година почнуваат да ги нарекуваат personal intelligence. Така да ако го сретнете како PI, ако го сретнете како personal intelligence, се работи за AI бот кој нели може да ни помага во дел од активностите. Што е совет, што треба да направите тука? Едноставно почнете да го користите, бидејќи ви го покажав сценариото, многу едноставно сценарио со мејлови, буквално колку испадна 46 работни
дена во текот на годината. Значи можам да земам сега слободно одмор од 46 дена. Ми кажем на HR тука се. Втора работа, ќе се бараат повеќе генералисти наместо специјалисти и ќе се бара значително повеќе меки вештини кај вработените. Мора да го имате ова во предвид. Како претходно што го кажав со маркетинг, дизајн, UX, HR, програмирање, за сите вакви позиции ќе се бараат не само генералисти, не само специјалисти, ќе се бараат и генералисти, односно ќе знаеме ќе треба да знаеме повеќе технички вештини и меѓутоа и повеќе soft skills. Тоа што треба да го направите, едноставно да паралелно, ако решите да се обучувате во делот на технологија, паралелно обавезно да почнете да работите и на подобрување на меките вештини и дополнителни технички вештини. Трета работа што може да се случи во наредните 5 години, значи училиштата, пак го повторам ова, кои нема да се прилагодат, излезат надвор од игра овој пат. Нема да бидат повеќе вредни за студентите и за индустријата и веќе, ако досега вакви големи промени не ги затекнувало 3 сектори, ако можеме и government да го земеме во сектор, значи здравство, едукација и government, ако до сега не биле подлежни на вакви промени, овој пат ќе мора да ги направат големите промени. И четврта работа, во наредните 10 до 15 години, ова е моje мислење, никој не може со голема точност да предвиди што би се случило во наредните 10-15 години, меѓутоа според мене нема да ги замени работните позиции, туку ќе ги замени работните задачи. Што значи? Дека нема да ме замени мене како CEO, нема да го замени дизајнерот како дизајнер, нема да го замени HR како HR, туку ќе замени дел од активностите, за да може едниот, другиот и третиот што ви ги спомнав да се фокусираат на по value added активности, односно вредни активности за нивните клиенти. Сега нели на неколку пати се обратив, многу кратко завршувам мојот дел, па ќе ви кажам тоа што е како изненадување, меѓутоа уште ова чисто ви кажам што е тоа што ние го правиме, бидејќи неколку пати нели се обратив на другите образовни центри, така да ако се прашувате што правиме ние, овие се неколку насоки. Значи првата работа, многу важна работа, сите програми почнувајќи од август минатата година, сите програми ги реадаптираме, имаме програм Gold стандард кој е стандард за програмите. Во сите делови од програмите вметнуваме вештачка интелигенција, ги замолив колешките од Student Success да ми споделат еден документ, многу кратко, нема да поминуваме ни со ова, меѓутоа ако го разгледаме документот ќе видите за различните академии, какви алатки во кои модули се користат и така натаму, чисто да знаете дека нели мора, ако се запишувате, не викам да се запишувате кај нас, меѓутоа ако се запишувате на академија, мора да побарате каква била програмата до минатата година, каква е програмата сега, и мора да забележите големи промени во програмата поради вештачката интелигенција, поради алатките кои моментално се достапни. Значи тоа е првата работа што ние правиме. Втората многу важна работа, на сите програми на Brainster додававме 3 курсеви, бесплатни курсеви за вештачка интелигенција. Едниот курс е за програмирање, другиот е за бизнис и за креативни индустрии, последниот е AI етика. Со овие курсеви очекуваме студентите кои ќе завршат да бидат во огромна конкурентска предност пред нивните колеги од други образовни институции. Последната работа на која сме навистина горди, бидејќи направивме добро, сега ќе го споделам, предвидување пред буквално година дена, почувствувавме дека се ќе се движи во оваа насока, дека сите програми што ги гледате тука не се веќе Brainster, туку се Brainster плюс програми. Што значи ова? Дозволете ми да ви покажам, мислам дека тука беше. Значи на секоја, ако отидете тука на секоја програма, ќе видите дека дополнително на било која од програмите студентите добиваат плюс вештини за вработување, односно плюс 12 курсеви кои се најчесто во делот на soft skills,
комуникацијски вештини, лидерски вештини, лични вештини, аналитички вештини и така натаму. Добиваат плюс напредни технички вештини, ако збориме за фронтенд. Добро е овие луѓе да имаат познавање од проектен и продукт менеджмент, добро е да имаат познавање од UX, основи на бекенд и така натаму, и овие 3 курсеви за вештачка интелигенција кои ви ги спомнав накратко. Така да ова е предвидување што го направивме пред година и нешто што навистина сме горди бидејќи сме веќе цела година пред останатите. Сега пред да се вклучат и другите колеги, само ќе ви споделам еден линк, меѓутоа тој линк сега не го вклучувајте, ве молам. Дайте ми секунда. Че тоа што сакам да ви го соопштам. Видам дали можам во коментар да го ставаме. Да. Еве го. Значи, окей, колеги, тоа што сакам да ви го кажам е следново. Во оние што не следат подолго време, во мај минатата година, со помош на партнери на кои сум многу благодарен, успеавме да овозможиме 100 ваучери од 1000 евра. Меѓутоа, во мај минатата година, за тие 100 ваучери имавме 3000 и нешто апликации, наместо да трае неколку месеци, траеше само 2-3 недели забавата и моравме да ја прекинеме, меѓутоа летово работевме за да можеме да им обезбедиме на нашите студенти дополнителни ваучери. Тоа значи дека од денес, односно од утре од 12 часот, вие ќе можете од денеска да аплицирате. Инаку од утре од 12 часот почнува официјално новата можност за луѓето да дојдат до ваучер од 1000 евра. Ви го испраќам линкот. Да, окей, ќе го прати колегата Вил, немам потешкоти да го испратам, така да не го отварате одма, до денеска до 12 часот ќе имате шанси да аплицирате. Оние што ќе аплицираат за ваучерот ќе имаат предност. Имаме само 100 ваучери, би требало во наредниве, тоест не го препраќајте на луѓе надвор од овој мастер клас, затоа што официјалното отварање на ваучерите ни е утре од 12, така денеска до 12 часот може да го отворите, меѓутоа пак ве молам да им дозволиме да го завршиме овој настан, па подоцна ќе аплицирате да не се дефокусираме. Дали може да продолжиме сега на прашањата и одговори? Тоа е тоа од моја страна, чисто би завршил само со делот, дечки ќе биде различно, разбирам дека на некои луѓе им не е лагодно, меѓутоа промените се веќе известни, сигурно дека ќе се случат. Оние луѓе во продукт делот, светот ги нарекуваат early adopters, односно оние што најрано ќе се приклучат на овие промени, ќе имаат најголема предност пред останатите, така да одлучете дека, сватите дека ова ќе се случува, видете свесни дека многу поголеми се шансите да се движиме во уште подобра насока од сега и нели почнете да работите на случајот, почнете паралелно, барем мал дел од времето да го посветувате на учење на Така да ќе почнеме со прашање. Прашањата се прашања кои додека се подготвував за презентацијава во последниве недели, немав баш одговор на дел од овие прашања, така да ќе почнам со колегата Клаш. Клаш, кажи ми, дали се случувале промени претходно, технолошки промени, ги имаме на неколку години, на 10-15 години, еднаш кои прават голема промена од пред и после почнување на користење на одредена алатка. Меѓутоа, до сега оние што можам да ги забележам вакви промени биле од изолиран случај. Имаме промена и само во одреден дел се случувала таа промена. Например, се измислил дигитронот, математичарите паничеле дека дигитронот ќе им ја земе работата, меѓутоа било само за математичари. Сега што го гледам со
вештачката интелигенција е дека нема индустрија и нема дел каде што нема да се почувствува ова промена. Кажи ми кој е твоето размислување во овој дел? Ало ти, Петар, се надевам дека добро се слушаме. Мислам дека е одлична аналогијата на воведувањето на дигитронот во математичкото образование, бидејќи е многу соодветна историска аналогија за воведувањето на AI во образование. Која е приказната за дигитронот? Кога се појавил дигитронот во 70-те години, односно се појавил малку порано, меѓутоа во 70-те станал пристапен, толку ефтин да може да си го дозволи секој еден човек, секој еден наставник, секој еден ученик. 72% од наставниците во САД биле против неговото воведување во наставата во погорните основни оделенија, нешто што е пандан на наше 7 оделение. Главниот аргумент бил дека премногу големото ослонување на технологијата ќе ги уништи математичките вештини на учениците. Меѓутоа, покрај овај отпор, како што кажавме, проблемот бил што дигитронот станал толку ефтин и достапен што учениците почнале да го користат без дозвола на наставниците. Сега, ако го смениме зборот дигитрон со AI, ќе ги добиеме истите грижи, истиот процент на наставници кои што се против воведување на AI, бидејќи премногу големото ослонување на технологијата ќе ги уништи вештините на учениците и пак колку и да се против наставниците, студентите сакале или некеле веќе почнале да го користат. Така што затоа кажам дека е одлична историска аналогија и можеме да извлечеме многу добри поуки од истата. Што значи тоа? Тоа значи дека како го решиле тоа математичарите и кои се резултатите на еден, да кажем, изолиран случај, изолиран предмет математика, решението се нашло во реобмислување на содржината на предметот, некои работи кои што претходно не можеле да бидат дел од предметот математика, бидејќи биле многу сложени и немало доволно време да се изучат, со воведувањето на дигитронот, значи се воведуваат, а одредени работи се оставаат на дигитронот. Така што тоа е првата промена која што се направила. И втората промена која ја направиле наставниците по математика е да го реобмислат што значи концептот на математички вештини или на англиски computational skills визави математичката прецизност на дигитронот, за да може да ја насочат изучувањето на предметот математика према математички вештини, имајќи го во предвид прецизноста на дигитронот. Што е ефектот или што е исходот на воведување на дигитронот во еден изолиран случај, као што е предметот по математика, по сублимат на 4 истражувања кои што имаат во Америка, денешните средношколци кои што се изложени на дигитрони во образованието и на напредни графички дигитрони, имаат подобри и пошироки математички знаења споредено од дипломците во високо образование во 70-тите, кои што за се користеле листи хартија. Сега, зошто го земаме дигитронот као пример, бидејќи тоа што бил дигитронот за предметот математика, AI или онај генеративен AI за кој што збориме денеска е за сите предмети. Значи без разлика дали се работи македонски или кои други јазици, економски предмети, дел од програмерските предмети, нема предмет кој не е афектиран со појавата на AI. Која е аналогијата тука? Употребуваме дигитронот за решавање на потешки математички операции, така во AI почнавме да го употребуваме за пишување или креирање на подолги и покомплексни работи. Без разлика дали се работи за компјутерски код, дали се работи за есеи за школа, дали се работи за извештаи на работа или се работи за креирање на некое креативно решение, некое графичко решение и така натака и така натака. Меѓутоа, тоа што го имаме као историска аналогија, што ни покажува? Измислувањето на дигитронот не ја тргна потребата за учење на базична математика во курикулумот, така што и AI нема да ја тргне потребата од разбирање на учење и разбирање на базичните фундаментални принципи, без разлика дали е на програмирање, на дизајн, на пишување и така натаму и така натаму. Така што би било тука заклучокот? Со појавата на AI
и неизбежната интеграција на AI во образованието. Ќе се стави премиум на размислувањето. Значи, како да ги учиме студентите и учениците да размислуваат, бидејќи тоа што AI не може да го направи е да размислува за нас. Што значи дека мојот заклучок би бил дека целта на образованието и фокусот на образованието ќе се префали од меморизирање и учење на факти во делот на изучување на фундаментални знаења, принципи, факти кои што ќе придонесат до критичко и креативно размислување со темите за секој еден предмет. Така што ова би било мојот заклучок во однос на ова историска аналогија која што ја направи. Ти благодарам, Клаш, многу. Ја би сакал Вики да ја поставам едно прашање. Вики, какви промени се случија во твојата работа денес како HR во Brainster и што очекуваш да се случи во делот на HR во наредните 5 години? Прво, дали добро се слушам? Yes. Одлично. Па вака, сите алатки што се користат, би рекла дека ги пронајдов во вториот квадрант, односно AI како асистент. Би рекла дека во последните години доста се користи вештачка интелигенција во HR и тие промени се тука да останат. Особено се интензивира користењето во текот на коронавирусот. Зошто токму тогаш? Затоа што компаниите се соочија со ситуација каде немаа шанса да ги запознаат кандидатите и на некој начин им требаше асистент кој ќе им даде второ мислење за кандидатот. Дополнително на тоа, работата беше ремонтли, нели? И им требаше помош во менаџирањето на работната сила, се разбира. AI во HR се користи, би рекла, во сите сегменти на работата. Еве да почнеме прво од регрутацијата. Има доста алатки кои што прават дата скрепинг и собираат профили на кандидатите и истите ги споредуваат со нашиот идеален профил. И потоа ги рангираат и кажуваат, нели, овој кандидат е совршен меч со тоа што го имате како предуслови во вашата компанија. После тоа има алатки кои што се користат при селекцијата и прават филтрирање на CV-ата и исто така даваат предлози за најподобни кандидати. Тоа го прават со претходно даден датасет на клучни зборови и бараат поклопување на овие клучни зборови во CV-ата на кандидатите. Дополнително, мислам, не е тајна дека ChatGPT, но и многу други алатки се користат за создавање на огласи. И истите огласи можат да се штимаат за да бидат прифатливи за специфична публика, односно да таргетираат специфична публика. Покрај тоа, нели, регрутерите и hiring менаџерите да спасат на време, користат и чет-ботови во многу компании. Чет-ботот на кој начин функционира? Пример, сакаш да аплицираш на определена позиција, те прашува за кои се твоите вештини, која е твојата позадина, кој е твојот интерес за таа позиција, што знаеш за компанијата и базирано на твоите одговори, те рангира со другите кандидати. Тоа се разбира лесно, доста работа на регрутерите и на hiring менаџерите. Сега, има и доста AI платформи кои што работат на видео интервјуирање на кандидатите. Што тоа значи? Практично, кандидатите немаат веќе во поголемите компании интервју со реален HR менаџер, туку се уклучуваат на платформа, добиваат претходно зададен сет на прашања, алгоритамот во позадина анализира колку твојот одговор се поклопува со идеалниот одговор што го има зададено компанијата. Тука има една замка. Самиот алгоритам анализира микроекспресии на кандидатот. Значи може да препознае дали ти е непријатно, дали може би си неискрен во текот на интервјуто, дали имаш трема, кои емоции ги чувствуваш, односно дали покажаш ентузијазам за работата и така натаму. AI може да се користи исто така и за
учење и развој во компаниите. Тоа што може да помогне е да даде комплетно персонализирани кариерни планови за секој вработен, базирано на вештините и базирано на тоа каде сакаме да стигне вработениот за X време. Се со цел се разбира да се постигнат и компаниските цели и кариерните планови на вработениот. Дополнително прави и анализа, има и алатки што прават анализа на внатрешната компаниската култура, базирано на задоволството на вработените и може дури да предочи доколку некој вработен покажува ризик да си оди од компанијата. Тоа се разбира крати на време затоа што HR менаџерите доколку навистина тој вработен е вреден, може да се потрудат дополнително и да бидат проактивни како тој вработен би останал. Зошто се тоа се прави? Па пред се, затоа што ми само очигледниот одговор е затоа што се крати на време. Замислете, еве сега, вие работите во една голема компанија и добивате 1000 CV-а. И што би значило тоа кога рачно би ги гледале сите CV-а едно по едно? На ваков начин се автоматизира процесот и се штеди на време и се разбира на пари. Во некои случаи, користењето на AI, мислам во многу случаи, може да не направи поефикасни во нашата работа. AI особено користат, но не само големите компании, најмногу тие затоа што се фокусирани на масовна регрутација. Би ве запрепастила со една статистика, например, од Fortune 500 компаниите, статистиката вели дека 99% користат вештачка интелигенција. Тоа би значило дека повеќе од 75% од CV-ата што тие ги добиваат никогаш не биле видени од човечко око. Сега замислете. Значи, само ги анализира алгоритам и само тие што вредат и што се изфилтрирани над останатите, се погледнати од страна на регрутерите. Дополнително, самото користење на вештачка интелигенција ни овозможува нам како оценувачи да бидеме помалку пристрасни. Вештачката интелигенција е објективна, но само под услов датасетот што е даден да е исто така добро, да е објективен, односно патерните што ги научила вештачката интелигенција да се објективни. И се разбира, при автоматизацијата, замислете човек да повтори една иста акција 100.000 пати, колку пати мислите дека ќе сгреши? Од друга страна, вештачката интелигенција колку пати ќе сгреши? Ниеднаш. Човекот кога прави рутински таскови и кога повторува иста акција, се опушта, затоа што мисли дека ја знае, затоа што ја прави рутински и почна да прави грешки. За крај би ви оставила само за пример. Една од моите најомилени алатки се вика Crystal Nose. Тоа е алатка која што прави анализа и предикција на личноста базирано на јавно достапни информации на социјални мрежи. Најчесто податоците на LinkedIn. И сега, го инсталираш плагинот, со еден клик, човекот што не го знаеш, добиваш тест на личноста, како се однесува во социјални ситуации, како да му пристапиш за да го придобиеш како кандидат, дали сака хумор да користиш или не, дали сака формално да му се обреќаш. И сега јас тоа го знаев и сето тоа во ред, ама во меѓувреме направиле интеграција со Google Meet и пред некое време, Петар може би ќе се сети, имавме состанок и се уклучувам на Google Meet и гледам дека има кај сите, затоа што ги отворив профилите од сите, предикција како јас да се однесувам спрема нив на состанокот, за состанокот да биде успешен. Така што би рекла прилично застрашувачки. Фала ти, Викторија, многу. Чисто да го потврдам ова, кога ми дојде Викторија после состанокот у канцеларија, ми покажа мојата слика и неколку keywords
како е најдобро Викторија да се постави према мене, малце се извади во памет. И втора работа, Викторија беше го спомна, претпоставувам и ние како луѓе ќе треба да се привикнеме да ни интервјуира вештачка интелигенција од другата страна, особено на видео. Ја во моментов не би бил многу комотен такво интервју да отидам на такво интервју, меѓутоа претпоставувам ќе треба да се прилагодам и на тоа. Океј, ке следното прашање на Јана, имав по неколку прашања, меѓутоа веќе прекорачивме. Јана, ќе ти поставам тебе уште едно прашање, па потом ќе земеме неколку прашања од публика, меѓутоа ги замолувам останатите што се моментално на мастер-класот, нички не аплицирајте, се уште се имаме 2:13 веќе апликации или повеќе, така да не аплицирајте, ќе заврши до 12 часот можете да аплицирате. Јана, најчесто ти си во комуникација со партнерите кои вработуваат. Ја можам само од наша гледна точка да баш со Викторија да го разговараме сега во моментов какви вештини треба да бараме од луѓето кои се вработуваат во Brainster, какви вештини треба да ги подучуваме нашите студенти. Кажи ми, Јана, од твое искуство од комуникација со партнерите, што е тоа што го барат како вештини сега во моментов компаниите кои вработуваат? Thank you, Питар, на прашањето. Здраво на сите. Мал дисклеймер, мојот одговор ќе биде малце по визионерски, би рекла, и ова е чиста причина што ова што ќе го кажам сега, заедно со тимот, со партнершип тимот, константно го збориме со сите наши студенти кои што многу често ни доаѓаат со вакви прашања, што ќе се случува со нивните кариери понатаму, дали AI ќе ми ја замени професијата, односно посекуваната кариера и слично, така да ова е нешто што го дискутираме константно со студентите. Поздрав и до сите студенти што се тука со нас и кои што ми пишаа во приватна порака. Веројатно спичот ќе ви биде доста познат, меѓутоа генерално со брзата експанзија на AI алатките на пазарот, природно е минималните барања на компаниите во однос на талентите да се сменат. Под сменат не мислам само на тоа критериумите да станат поригорозни, туку мислам баш на промена. Значи промена во начинот на привлекување, барање, регрутирање, онбордирање на таленти и слично. Така да многу размислував за како да ви го одговорам прашањево и сакав да биде нешто што вистински ќе ви помогне на сите во иднина и нешто со кое што можете да се поврзате и нешто што можете да го разбирате. Нешто што ќе ви даде јасна слика дека буквално ништо страшно не се случува. Се случува само уште една промена, како многу промени до сега во историјата. Според мене најголемата промена во начинот на кој што компаниите вработуваат во моментот и ќе продолжат да вработуваат е нешто што се крчка неколку години наназад, тоа е дека лидерите и компаниите, наречете ги како сакате, веќе разбираат дека не постои најдобриот или идеалниот кандидат. Што значи ова? Да, типичното образование секако е многу потребно, меѓутоа револуцијата во индустријата во моментов е начинот на кој што луѓето се стекнуваат со нови вештини и со нови алатки. А фактот е дека овој процес во изминативе години е рапидно променет. Зошто велам дека нема идеален или најдобар кандидат, бидејќи вработувањето веќе не е базирано на педигре, туку е базирано на потенцијал на кандидат и базирано е на сет на вештини, меки или технички, кои што еден кандидат го истакнуваат од останатите кандидати. Она што е многу важно да го знаеме, а воедно е нешто што мене лично ме плашеше кога AI стана баз во светот, е нешто што денес многу ме радува и нешто што денес ме предизвикува во професионалниот живот, а тоа е дека живееме во ера каде образованието не е затворено во училница, живееме во ера каде што не добиваме знаење само од книги, туку живееме во ера каде што образованието е насекаде околу нас. А компаниите ќе ги бараат оние таленти кои што ќе научат најефикасно да го наоѓаат, најдобро да го усовршуваат и константно да го надоградуваат. Ова значи дека компаниите ќе бараат таленти чиј потенцијал процентуално ќе расте не година за година, туку саат за саат, ден за ден, недела за недела, месец за месец и така натаму и така натаму. Ова е нешто што е впрочем многу револуционерно, зошто бидејќи значи дека образованието е достапно за секој. Меѓутоа исто така значи дека секој топ талент има одговорност да го користи најдобро што може.
Ова е еден концепт кој што веројатно на сите вас ви е познат како lifelong learning или доживотно учење или пак константно надоградување на вештини и е нешто што е апсолутно нужно ако сакате да се истакнете кај работодавците во иднината. Меѓутоа, што значи ова? Ова значи дека учењето не престанува. Ова значи дека сетот на вештини е неограничен. Ова исто така значи дека специјалистите како такви ќе станат редундантни. Точно поради ова Петар малку ви спомна за оваа програма, меѓутоа оваа програма Brainstart Plus програмата е нешто што на нас не дојде како барање од индустријата и сега ќе ви објаснам што точно значи оваа програма. Ја креиравме Brainstart Plus програмата и ја креиравме многу точно и на време, зашто бидејќи свативме дека маркетер плюс problem solving skills плюс познавање на невромаркетинг плюс AI алатки секогаш, ама апсолутно секогаш ќе бидат подобар од обичен програмер. UX дизајнер плюс силни комуникацијски вештини плюс basic вештини за програмирање плюс AI алатки ќе биде секогаш повработлив од стандарден дизајнер. Data scientist плюс creative thinking вештини плюс project and product management skills ќе биде секогаш подобар од типичен data scientist. А што ова ќе значи за најбараните вештини? Како производ на AI очекуваме меките вештини веројатно да станат најбараните вештини на пазарот. Меките вештини се комуникацијски вештини, вештини за критичко размислување, тимска работа, адаптабилност, вештини за носење одлуки, продуктивност, креативност и многу други. Сега историски гледано, човекот секогаш се движел во линија со технологијата. Технологијата е тука за да ја реализира и оживее човековата креативност. Се што следи е нешто што треба да ве возбудува, а не да ве плаши. Се ова што ви го кажав до сега, значи дека AI ќе ви остави простор да ги правите убавите работи. Работите во кои што уживате, работите кои што ви ја будат креативноста и љубопитноста и најважно од се автентичноста. И за крај, ако случајно некој се прашува што е win-win ситуација за сега и за воиднина, би рекла дека победата или да речеме тајната на успехот веројатно лежи во спојот и балансот помеѓу креативноста на луѓето и ефикасноста на AI алатките и машините. Кој е балансот не можам да ви кажам во моментов, ама можам да ви уверам дека како организација ќе дадеме се од себе заедно со нашите студенти да го најдеме. Така да, фала ви на сите што ме слушавте, со нетрпение ги чекам прашањата. Фала ти, Јана, имаше неколку интересни прашања за вас, меѓутоа нема да ги поставам бидејќи има уште подобри прашања од публика, а за истите можеме и на мејл да одговориме на присутните. Значи, првото прашање, тоа е второ прашање, кога почнеме од него, зашто е поинтересно. Вика, при користење на AI во програмирањето може при задавање на задача да се генерира код кој ученикот воопшто не го разбира. Што мислите за ова? Ова се случува при спроведување на интерен испит по информатика за матура. Значи, прашањето е во насока на ако добиеме задача и наместо да ја сватиме задачата, ќе искористиме ChatGPT за да ни ја реши таа задача. Тоа според мене, ја ќе одговорам на прашањето во интерес на времето, според мене не би го кажал неправилен начин на користење на ChatGPT, бидејќи може да го однесеме во малце друга насока. Ќе останам тоа клаш што го кажа претходно, дека базично програмирањето, како функционира, разбирање на кодот и на суштината, на концептот на програмирање, мораме да го направиме, бидејќи ќе бидеме заглавени само на едноставни решења. Меѓутоа, ако се слушнале за Bloom таксономи, тоа е една пирамида на знаење како луѓето учат. Историски наназад идело во оваа насока, како горниот дел, не знам, читање, разбирање и на крај креирање. Сега сме за прв пат во можност да ја свртиме таа пирамида обратно и ја тестираме во оваа насока, каде што ние прво ќе креираме, меѓутоа подоцна мора да стигнеме до делот на разбирање, на understanding, бидејќи нема да можеме да станеме добри програмери ако останеме само на овие првични решенија. Ако сакаме да му направиме во наводници финта на наставникот,
Неверојатно ќе успееме да направиме со ChatGPT, меѓутоа тоа не е правилно користење на овие алатки. Правилно користење на се користи, постојано меѓутоа да не останеме само на тоа, туку да бидеме curious, љубопитни, да сватиме нормално како функционира тој код, за да можеме многу сложени апликации да правиме во иднина. Така да тоа е тоа што како одговор на првото прашање би ви го дал, ако сака некој од вас, од другите, накратко да искоментира, меѓутоа многу накратко, да не ги задржуваме луѓето. Океј, значи тоа е тоа отприлика. Следното прашање што е малце провокативно, меѓутоа нормално ќе го прочитам. Дали мислите дека ќе се намали побарувачката на работници од страна на фирмите после големиот дел завршена работа? Значи прашањето е дали ќе се намалат бројот на работни позиции, ако добро го разбирам. Значи, ако се вратиме историски, во историјата имало вакви големи промени. Значи, ово прашање е на место, навистина на место. Меѓутоа, ајде да се вратиме на неколку вакви промени. Например, кога се измислило Excel како алатка. Луѓето кои работеле како сметководители мислеле дека ќе се ги загубат работите. И бројот на сметководители навистина се намали. Меѓутоа, дел од тие сметководители станале дата аналитичари. Значи, бројот на работни позиции во иднина ќе биде поголем, не помал, меѓутоа различен. Така да нема да се намали бројот на работни позиции, туку ќе се намалат, ќе се бараат други вештини и други работи во работните позиции. Таа е реалноста. После секоја ваква голема промена се барале нов тип на луѓе со нов тип односно на вештини. Само ако може да додадам нешто тука, Молам. треба да прифатиме дека единствената константа во нашиот живот е промената. Тоа колку порано го прифатиме, толку подобро за нас и толку помалку го имаме ризикот да станеме непотребни во компаниите. Фала ти, Викторија. Следното прашање е како вештачката интелигенција ќе се имплементира во фарма индустријата. Наистина не сум комотен во овој дел да давам конкретни одговори. Предпоставувам ќе треба да побараме да ни одговорат некои од нашите пријатели кои работат во фарма индустријата. Можеби ќе ми се обратиме на Алкалоид, чисто да ни дадат во насока, меѓутоа вака од птичја перспектива, ако го гледам, најверојатно ќе се користи во насока или веќе се користи во насока на изнаоѓање на нови лекови со помош на вештачка интелигенција. Гледав еден подкаст пред некое време на Андерсон Хорвиц, A16Z се вика Venture Capital компанијата, кој кажува каква е моментално моќта на компаниите кои работат во фарма индустрија ради вештачка интелигенција, меѓутоа кој е ограничувањето на државите, поради одредени стандарди кои треба да ги исполнат за примена на нови лекови и така натаму. Така да моментално побрза е фарма индустријата од тоа што им е дозволено да бидат брза ради сите оние ограничувања што ги знаеме, но ние регулатори и така натаму. Така да предпоставувам доколку тие ограничувања, тоа е тоа што можам да го кажам сега дека доколку тие ограничувања не се трнат, не се поместат, дека ботелнекот ќе биде не колку може да се пронајде или што може да се направи со вештачката интелигенција, туку ботелно ќе бидат регулаторите. Така да тоа е моје мислење во моментов. Не ми е срам да кажам за прашање што не можам да го одговорам, дека не можам да го одговорам. Така да би требало да прашаме некој од фарма индустрија да одговори поточно за овој дел. Ама нормално, ако го земеме пред да речеме оние позиции како администрација, финанси, дејта, IT, дизајн, маркетинг, во таа фарма индустрија ќе се
променат како што се променуваат тие во Brainster и во други компании. Така да тие работни позиции секако ќе претрпат трансформација. И ќе земеме уште едно прашање, тоест може уште две, бидејќи едното е кратко, дали е возможно да се купат само 3 курсеви од програмата и оние soft skills, за жал овие курсеви не се за продавање и се само за наши студенти, ги даваме бесплатно на студентите на академијата, така да не ги продаваме во моментов овие курсеви. Има уште едно интересно прашање, така да ајде молам некој друг нека ми помогне за ова прашање. Како можеме да одржиме баланс помеѓу користењето на моќта на вештачката интелигенција и зачувување на човечките вредности и автономија? Кој би сакал да ми каже од вас како да одржиме оној баланс помеѓу што може која е моќта на вештачката интелигенција, што е и како да ги зачуваме на човечки вредности? Клаш, може би ти би сакал да се Можам да се вклучам во овој дел. Многу дебатирана тема е на светско ниво. Нема едноставен одговор. Со секоја технологија која има голема моќ и доаѓа голема одговорност. Тоа што не помага во моментот е дека различни држави и заедници имаат различен начин на регулирање на вештачката интелигенција. Да кажам, Европската унија као суперрегулативна сила става експлицитни забрани за разлика од Соединетите Американски држави кои што немаат такви забрани. Најдобриот начин во овај фаза на зародиш пред државите, да кажем, во светот да дојдат до некоја унифицирана регулаторна рамка во однос на етичко користење на вештачката интелигенција, мене ако ме прашате, само регулација. Нема друг начин на почетокот. И ова не е само за AI, исто било и не знам, кога се појавиле, еден пример ќе ви дам, кога се појавиле појасите во автомобилска индустрија, значи ги користеле 5 до 10% од луѓето, се дошло до едукација на луѓето, значи како помагаат појасите во спасување на животи, така што генерално и така се зголемила користењето на појаси во автомобилите, се додека не станало законски мандейтед. Сега исто и во овој дел, толку е, моментално сме во она фаза во светот се нарекува див запад на AI, бидејќи се уште не се знае во овај дел како ќе искочи регулацијата, така што оние, би рекол, етички принципи кои што ги употребуваме при работа, при истражување, при есеи, не знам, при одење на факултетите на ИТН, ако ги употребуваме истите етички принципи и во делот на користење на вештачката интелигенција, мислам дека би бил добар прв чекор, се додека не излеземе од оваа фаза на така наречен див запад во делот на регулација на вештачката интелигенција. Океј, фала ти, Клаш. Тука полека ќе завршуваме. Сакам ја само да се надоврзам на ово прашање. Претпоставувам, барем ова е мое размислување, меѓутоа го спомна на кратко и Клаш, дека доколку пребрзо почнуваме да правиме строга контрола на ова што се случува, ќе го спречиме развојот. Меѓутоа во некоја фаза подоцна, не можам да кажам за колку години од сега, некоја форма на централен governance помеѓу државите треба да се направи за да не отиде во погрешна насока, и мислам дека сме доволно свесни како луѓе тоа да го направиме каде што треба на маса сите држави, без разлика на се да седнат и да се договорат во која насока ќе се контролира ова со вештачката интелигенција. Така да тука полека би завршил, би се советувал сите на кои моментално не слушате, земете го ова во предвид, ве молам. Значи, early adopters, бидете првите што ќе
почне да се едуцираат во ова насока, во AI, користење на AI алатки и нели искористете ги овие промени во ваша полза. Очекувам, како и со сите претходни вакви големи револуционарни промени, новата ера да биде подобра од старата ера, меѓутоа луѓето кои нема да се привикнат брзо на новата ера или ќе имаат отпор, нема да биде поволно за нив. Така да тука завршувам, има уште едно прашање интересно, меѓутоа нема да го одговорам бидејќи го пишаме во мејл, има еден од присутните, сега бил ми го покажа ова прашање, кои други алатки би можеле да ги користиме, меѓутоа многу е добро да го дадеме во насока на блог пост со неколку или само мејл со коментари со неколку алатки зашто ги користиме, мислам дека е подобро во таа насока, окей? Супер. Тоа е тоа. Добро што ме послушавте, веќе има 48 апликации за ваучер до сега, така да идни колеги, идни Brainster студенти, до 12 часот можете да аплицирате на ваучери. Линкот е brainster.co/vouchers. Може уште еднаш, или ќе го замолам колегата Вилијам да ни го испрати по мејл и да молам не го споделувајте денеска во текот на денот на други луѓе, бидејќи официјално утре од 12 часот го почнуваме да ги доделуваме ваучерите. Уште еднаш ви благодарам што издржавте до крај и се надевам дека ќе можеме да поразговараме на вакви или слични теми во иднина. Така да имајте убава вечер. Чао.